Добар ден, вести на Канал 8. Со електронско издавање на градежните дозволи, на граѓаните им се олеснува добивањето на потребната документација за градба. Од Кочанската локална самоуправа велат дека подготвено ја дочекале новината, што официјално започнува да се применува од 1 јуни. Целокупната постапка за издавање одобренија за градба во општина Кочани започна да се реализира електронски. Со тоа, општината е вклучена во мрежата на меѓусебно поврзани компјутери, што е воспоставена на територијата на целата држава. Од сега, барањето за градба ќе се поднесува со компјутер преку интернет, а и одобрението ќе се издава во електронска форма. Според законските одредби, доколку се издаде во печатена форма, тоа ќе биде неважечко. Надлежните во локалната самоуправа велат дека се подготвени, а администрацијата е обучена за постапката. Со тоа е скратен и рокот за решавање на предметот. Понапред целокупната постапка траеше од 30 до 45 дена, сега целокупната постапка завршува за 15 дена. Тоа е се во интерес на граѓаните, брзо и ефикасно да може да дојде до одобрение за градење и со тоа што ќе бидат поштедени од доваѓање во општината. По поднесувањето на барањата, граѓаните повратно сите одговори и потребните одобренија ќе ги добијат на мејл адресата од кој ја доставиле потребната документација. Освен со граѓаните, општината исто така електронски ќе комуницира со своите служби, како и со институциите и јавните предпријатија од кои треба да ги добијат соодветните согласности. Откако сите документи ќе бидат во ред, по електронски пат општината ќе биде информирана дека се платени комуналиите и одобрението ќе биде издадено. Постапката треба да се поедностави, да се забрза и да стане потранспарентна, бидејќи секој барател во секој момент ќе може да види кај кого е неговиот предмет. Сите општини во Републиката ќе го користат софтверот на ЗЕЛС, а за да функционира системот треба да набават и електронски потпис. Само половина од парцелите за изградба на индивидуални стамбени објекти се продадени со 10-та објава за продажба на државно градежно земјиште. Од локалната самоуправа очекуваат поголем интерес кај граѓаните за плацебите за викендички на Пониква и за лесна индустрија и мало стопанство во градот. Само 7 градежни парцели за изградба на индивидуални куќи продаде локалната самоуправа на последното јавно наддавање што заврши викендов. Се продаваа вкупно 12 плацеви, од кои интерес за купување имаше само за оние на поатрактивните локации и со поголема градежна површина. Во општината велат дека можело да се очекува послаб интерес затоа што дел од помалите парцели биле наменети за купувачи со послаба финансиско-материјална состојба. Слично на половичниот интерес за парцели не се постигна ниту значително поголема сума од почетните 61 денар за метар квадратен. Се продадоа градежни парцели во место викано, 2 градежни парцели во место викано Прокарка, 3 градежни парцели во место викано Трајаново Трло и 2 градежни парцели во 14-та бригада на улица Илјо Андонов. Овој пат немаше многу интерес за продажба на градежното земјиште и сите градежни парцели се продадоа по почетна цена со прв чекор на давање, односно по 71 денар. Продажбата на државното градежно земјиште продолжува со јавното наддавање за 10 парцели за викендички на Пониква. Од локалната очекуваат за овие плацеви да има поголем интерес и да се постигне подобра цена по метар квадратен. Во моментот тече објавата и за уште 2 градежни парцели за временно сместување, односно за изградба на хотели, и 5 градежни парцели за индустријски објекти во место викано Драчевик. Значи, овие 2 градежни парцели за изградба на хотели се на Пониква. Пријавите за ова се поднесуваат до 5 јуни, а додека јавното надавање ќе се одржи после 10 јуни. Последната продажба на државно градежно земјиште е 10-та поред што ја организира Кочанската локална самоуправа. По минатогодишниот голем почетен интерес за купување парцели за изградба на куќи, кога за дел од поатрактивните локации беа постигнати и рекордни цени по метар квадратен, сега евидентно е опаѓањето на заинтересираноста на купувачите. Тоа најверојатно ќе се одрази и на планираното зголемено полнење на општинскиот буџет. Само Чешиново Облешево од микрорегионот влезе во владиниот приоритетен план за дезинсекција. Останатите се претежно туристички места, а локациите се утврдени според нивото на посетеност за време на туристичката сезона.
Само Чешиново Облешево од микрорегионот влезе во владиниот план како приоритетна локација за прскање против комарци. Освен оваа општина, овде се и Берово, Ресен, Крушево, Охрид и Дојран. Забележливо е дека на приоритетната листа се ставени претежно туристичките места, а од останатите влегле оние каде состојбата со комарците е алармантна. Во сите овие општини ќе се прска во јули. Министерството за транспорт и врски во соработка со Министерството за здравство поради зачестените климатски промени и топлотните бранови кои ја зафатија Македонија, утврдија 6 приоритетни локации за прскање против возрастни комарци, аеросолна адулцидна дезинсекција и терестичка апликација на средство за уништување на ларви од комарци на стоечки водени површини или ларвицидна дезинсекција. Локациите се утврдени според нивото на посетеност за време на туристичката сезона, и тоа Охрид, Дојран, Ресен, Крушево, Берово и Чешиново Облешево. Дезинсекцијата ќе биде извршена на вкупна површина од 6000 хектари по воздушен и земен пат. Со цел имплементација на овие активности, започната е постапка за набавка на услуги за уништување на возрастни комарци, по чие што завршување Министерството за транспорт и врски ќе склучи договор со економски оператор со најповолна понуда за извршување на услугите. Недоволен интерес покажале собствениците на трактори за акцијата за безбедно управување земјоделска механизација, што ја организираше Кочанската полициска станица. По периодот во кој полицајците само ги предупредуваа возачите, од сега за неисправните трактори ќе им пишуваат и казни. Само 47 возачи на трактори само иницијативно или при контрола на сообраќајната полиција извршиле технички преглед на возилата. Иако таквата можност им се нудеше бесплатно, тие покажале недоволен интерес да проверат во каква состојба е механизацијата што ја управуваат. Од извршените контроли на терен од страна на сообраќајните полицајци, забележено е дека околу 80% од тракторите што се движат по јавните патишта во Кочанско се регистрирани. За поголем дел од останатите, за кои претходно имало проблем со документацијата, започната е постапка за легализација, а потоа и регистрација. Во периодот од 21 до 31 мај, полициската станица Кочани ја спроведе превентивната акција безбедно управување со трактори и земјоделска механизација, со цел оваа категорија возила да се доведе во технички исправна состојба, со што ќе се осигура безбедно учество во сообраќајот на патиштата. Во овој период, во станиците за технички преглед и на терен беше вршена бесплатна контрола на тракторите, при што посебно внимание имаше исправноста на уредите за управување и сопирање, како и светлосната сигнализација. Сите трактористи кај чии возила беа откриени дефекти добиваа писмено предупредување истите да ги отстранат. Исто така поделени беа околу 150 информативни флаери за запознавање со можностите што им се нудат со акцијата. Од сообраќајната полиција ги предупредуваат возачите дека по издадените писмени потврди треба да ја отстранат техничката неисправност кај тракторите. Освен тоа, од полицијата ги повикуваат почесто да ги користат земјените полски патишта што ги поврзуваат селата покрај магистралниот патен правец Штип-Делчево. За непочитување на сообраќајните правила и прописи, од 5 јуни сообраќајците ќе преземаат поригорозни казнени мерки кон сите возачи на земјоделска механизација, чија исправност нема да ги задоволи законските одредби. Последните скенирања на пазарот на труд покажуваат дека точно 485 слободни места им стојат на располагање на невработените во Источна Македонија. Најголем дел се во Штип, а помалку во Кочани и останатите градови. 47.975 е вкупниот број на пополнети работни места во регионот. Работната сила во источниот дел од земјава е мобилна, особено меѓу соседните градови. Голем број кочанци работат во Штип, таму водат сите патишта од помалите градови во Источна Македонија, а новиот градоначалник Илчо Захариев прогнозираше дека овој град ќе ја јакне својата позиција на центар во регионот. Дел од работната сила од Кочани работи во Виница, виничани во Кочани. На сите невработени во Истокот, кои се уште се водат во евиденцијата на Агенцијата за вработување,
Во моментот и стојат на располагање 485 слободни места, кои чекаат да бидат пополнети преку лични квалификации, политички или пријателски врски. И покрај тоа што стапката на невработеност е најголема, стапката на слободни работни места е само малку повисока од државниот просек. Најголема вработеност има Скопскиот регион. Највисока стапка на слободни работни места има секторот градежништво 2,5%, додека најмала секторот дејности во врска со недвижен имот и снабдување со електрична енергија, газ, пареа и климатизација, каде што стапката изнесува 0,29%. Деловните субјекти со број на вработени од 10 до 49 имаат највисока стапка на слободни работни места, која изнесува 1,29%. Југоисточниот регион има највисока стапка на слободни работни места, која изнесува 2,03%. Најголем број на слободни работни места во Кочани, регионот и државата има во групата на занимања работници во услужни дејности и продажба. Ниту една представа од понудените на овогодишниот драмски аматерски фестивал не се издвои и не ги исполни условите да го понесе епитетот Гран При. Жери комисијата составена од професионални актери и театарски продуценти одлучи годинава да нема победник. На 49-тото издание на Драмскиот аматерски фестивал учествуваа 15 представи од целата република и од соседството. Можеше да се погледнат детски, младински и пензионерски представи од сите жанрови и форми на театарската уметност, спакувани во 6 фестивалски вечери. Жири комисијата во состав Кристина Атанасова Арсова и Изабела Новотини актери и театарскиот продуцент Русе Арсов годинава одлучија наградата Гран При да не ја доделат на ниту една представа. Оваа година немавме таква комплетна представа, значи со сценографско видување, со музика, со светло, со актерска игра потполно, значи режија потполна за да може да добиеме Гран При. Наградата за најдобра споредна женска улога и припадна на Румена Диневска за улогата во представата Класен непријател во изведба на драмската секција од училиштето Јосип Броз Тито од Скопје. Наградата за најдобра главна женска улога и беше доделена на Емилија Јакимова за улогата во представата Џабе се крева Џева за Џони во изведба на драмската секција од училиштето Никола Карев од Скопје. Огромна благодарност до жирито, до целата публика која што беше вчера вечер овдека, до мојот професор по драмска уметност Митко Димовски и по целата моја актерска екипа која што многу ме поддржава се. Наградата за најдобра машка споредна улога му припадна на Мишко Митровски за улогата во представата Клуб за доручек во изведба на гимназијата Јосип Броз Тито од Скопје. Наградата за најдобра главна машка улога си ја поделија двајца актери. Антони Ѓоргиев за улогата во представата Клуб за доручек од гимназијата Јосип Броз Тито од Скопје и Новко Петрушевски за улогата во представата Р во изведба на Сдруженијето на пензионери од културно-уметничкото друштво Ѓоко Симоновски од Куманово. И чест ми е што еве оваа година ја добив оваа улога која ми беше желба од првиот настап кога бев дојден. Се надам дека нема да биде и последна. Наградата за најдобра режија отиде во рацете на Томе Атанасов за представата Парите се отепувачка во изведба на аматерскиот театар Мирка Гинова од Емир Капија. Би сакал да се благодарам на сите што ни укажа оваа чест, на жирито, на фестивалот, организаторот и нормално немаше да успееме оваа награда ако не беше целиот ансамбл на нашиот театар, односно Мирка Гинова од Емир Капија. Наградата за визуелно-естетски сценски впечаток им припадна на учесниците во представата Стаклена менажерија во изведба на драмското ателје Димитар Влахов од Струмица. Наградата за колективна игра отиде во рацете на меѓуопштинската организација за глуви и наглови Пантом Фест театар од Врање, Република Србија за представата Љубов во режија на Трајче Ѓоргиев од Македонија. Децата од детската градинка Гоце Делчев од Пробишти, учениците од основното училиште Никола Карев и од средното општинско училиште Миле Јаневски Джингар од Македонска Каменица, најкреативни во изработките на модели од отпаден материјал на модната ревија што во организација на општина Кочани и Друштвото за управување со отпад Екопакхит се одржа во Кочани.
370 учесници учествуваа во модната ревија од модели изработени од отпадни материјали што се одржа во спортската сала во Основното училиште Никола Карев. Ревијата беше со надпреварувачки карактер. Учествуваа ученици од основните и средните училишта и градинките од општините со кои Екопак Хит има склучено договори за управување со отпад од пакување: Кочани, Македонска Каменица, Виница, Зарновци и Пробиштип. Во категоријата градинки, првото место отиде кај детската градинка Гоце Делчев од Пробиштип. Втора беше детската градинка Гоце Делчев од Виница, а трета Кочанската градинка Павлина Велјанова. Од основните училишта, најкреативни според жири комисијата беа домакините Основното училиште Никола Карев, втори учениците од Основното училиште Славчо Стојменски од Виница и трети Синиша Стоилов од Зарновци и Свети Кирил и Методий од Македонска Каменица. Од средните училишта прво место освои учениците од Миле Јаневски Джинкар од Македонска Каменица, второто им припадна на Наунамовски Борче од Пробиштип и трето место за Кочанската гимназија Лјупчо Сантов. Учениците покажаа голема креативност во изработките на моделите, изработени од најлон, хартија, цедиња, картони. Изработив фустан од хартии, направени цветови. За оваа прередба изработив фустан од кеси, за тоа ми беа потребни многу, заедно со наставничката Надица, полиговно образование, за да може отпадниот материјал да не се фрла како отпадок и да можеме ние да го искористиме. Ова фустан го изработив со кесиња. Ми беа потребни кесиња во бела, во плава и во црна боја. Мисијата на Екопак Хит е да обезбеди почиста и сигурна средина за живот преку ефективното управување на систем за собирање и искористување, рециклирање на отпадоците од пакување. Целта на ревијата е да покажеме дека не сето она секогаш што завршува во корпите за отпадоци мора да заврши таму, туку можеме да бидеме креативни и да направиме и нешто друго. И затоа сакавме и организираме оваа модна ревија, за да ја подигнеме свеста кај луѓето и да знаеме дека отпадот може да се преработува и да користи за многу други работи. Од она време кое Екопак Хит работи на терен, може да се заклучи дека свеста кај луѓето за преработка на отпадот и негово користење за други цели се подига на високо ниво. Екопак Хит како друштво се уште не е подготвено за поставување и покривање на материјали за селектирање на отпад на територијата на општина Кочани, но наскоро ќе бидат поставени садови за разделно собирање, додаде Митева. Вкупниот буџет на надпреварот е 100.000 денари. Првонаградениот доби награда во вредност 117.000 денари, вториот 10.000 и третиот 6.000 денари. Останатите добија благодарници за учество во надпреварот. Програмата покрај ревијата беше збогатена со учество на ученици од Основното музичко училиште Ристо Јуруков. Ева на Македонија ги известува граѓаните дека ќе има прекин во снабдувањето со електрична енергија. Без струја во вторник, 4 јуни, ќе останат корисниците во делот село Чешиново. Прекинот ќе биде во периодот од 9:30 до 15 часот. А како што информираат од Евана, тоа е заради реализација на инвестиционите зафати за подобрување на квалитетот во снабдувањето со електрична енергија на корисниците во тој реон. Спорт. Викендов се одиграа последните кола, со што е ставен крај на сезоната во женската и третата лига Исток. Двата кочански представника во женската фудбалска лига со победи ја завршија сезоната. Викендов се одигра последното 18-то коло. Иднина С очекувано дојде до гостинска победа од 2:0 против аутсайдерот Речица, со што стави точка на успешната сезона. Додека ЖФК Кочани, кој играше променливо, претежно бележејќи слаби резултати, ја почести малобројната публика на Никола Мантов против Топгол со ревија голови, доаѓајќи до победа од 5:3. Нов владетел во македонскиот женски фудбал е екипата на Билјанини извори од Охрид. Како второпласиран заврши Борец со 3 бода помалку, 43. На третата позиција се позиционираше Единство со ист број на бодови, иако водеше во поголемиот дел од правенството. Иднина Сао до Ризари заврши како четврто пласирана со 35 бода, Победа е пета со 30, Топгол 6 со 23, ЖФК Кочани заврши како седмо пласиран со 16 бодови, а на последните 3 места завршија и Статов Речица и Ас Юнајтед.
Со ремито од 3:3 во Берово против Малеш и Осогово го заврши настапот сезонава во третата фудбалска лига. Иако беше есенски шампион со амбиција повторно да влезе во второлигашкото друштво, во пролетниот дел плановите добија непосакуван тек. Кочанскиот третолигаш поради проблеми внатре, но и под притисок на надворешни фактори, беше принуден пред време да се помири со статусот на третолигаш. Надпреварот Чешиново Рудар не се одигра, и гостите од Проби Штип не допатуваа. Останати резултати од последното 34-то коло: Зрновка Плачковица 3:3, Василево Агрос Градовци 2:2, Тиверија Слого 1934 5:3, Каменица Саса Работник 2:0, Тркања Стибо 1:3, додека надпреварот Беласица Карвинци заврши со резултатот 9:0. Правото место во лигата го освои Тиверија со 90 бода пред Василево со 82, Осогово заврши како трет со 76. Беласица четврто пласирана со 72, на петата позиција се позиционираше Плачковица со 60, Чешиново заврши како шестопласиран со 51, Каменица Саса седмопласирана, Работник на 8-та позиција, Агрос Градовци на 9-та со 43, Слога 934 10-та со 42, Рудар 11, а Зрновка 12-та со 33 бодови. Тоа беа вестите на Канал 8, ви благодариме што не следевте. Довидување.